Добар ден! Стартува ново издание на Ново во градот. Точно 9 часот, на средина од оваа скратена работна недела, среда, среќен ден, ајде да видиме каде ќе патуваме денеска. Вчера во фокусот на целата македонска јавност беше и првото пристигнување на холандските туристи во Охрид. Јас и вчера неколку пати најавив дека нашите колеги Ристен Екоски беше таму, ги пречека првите холандски туристи на специфичен, наш, традиционален, македонски начин. Деталите директно ги дознаваме од Охрид. Започнуваме со колегата Ристен Екоски, го гледам дека е веќе подготвен. Ќе патуваме потоа во Струмица на улица. Ќе дознаеме нешто повеќе за здравиот начин на живот, зона како треба да го започнеме денот. Односно, Лео ќе ни каже дека почетокот на денот е всушност клуч за успешен ден. Ќе дознаеме како од колегата Лео Баламов, кој што се наоѓа во Струмица на улица. И останете со нас, го очекуваме колегата Дарко Штарговски да се јави од Прилеп, да дознаеме повеќе информации, да зирнеме внатре во музеот на Тутун, да видиме што има таму, зошто е тој втор во светот според вредноста на артефактите. Останете со нас, бидете со Ново во градот. Почнуваме со Охрид. Ристен Екоски, добар ден за вас. Како помина вчерашниот ден? Сите сме во неисчекување да дознаеме како помина пречекот на првите холандски туристи. Всушност, со среќа нека вие ја отворивте туристичката сезона вчера. Добар ден, Јована, добар ден за гледачите на телевизија Нова. Токму така во градот под Самуиловата тврдина вчера пристигнаа првите 189 холандски туристи. Тие беа пречекани со македонски традиционални обичаи, македонска закуска, торта за добре дојде, но и еден воден мост во форма на виножито. Туристите со кои што можевме да поразговараме велат дека некои доаѓаат по прв пат, некои по втор пат, слушнале за Охрид од своји роднини, пријатели кои што биле тука претходно, слушнале на интернет, прочитале за Македонија, за Охрид, па решиле да ја посетат Македонија и Охрид. На аеродромот топло добре дојде и пријатен престој во Охрид им порача градоначалникот на Охрид Никола Бакрачевски и генералниот директор на ТАФ Македонија Зоран Крстевски. Градоначалникот притоа им вети дека ќе направат се што е во можност на локалната самоуправа за гостите да имаат пријатен и сигурен престој тука во Охрид. Од друга страна, директорот на ТАФ Македонија беше задоволен бидејќи во првата група која пристигна имаше туристи кои што, како што кажа, веќе биле тука во Охрид, ги знаат убавините на Охрид, на Македонија, па решиле да се вратат, но имаше и оние кои прв пат решиле да го посетат нашиот град и нашата земја. Инаку, како што кажав, вчера пристигнаа првите 189 туристи од предвидените 25.000 за ова лето во Охрид. Предвидени се околу 156 чартер летови од двата авиооператори Корендон и Туи Аркефлај. Тие ќе престојуваат се до октомври, значи од вчера па се до октомври ќе траат тие чартер летови. За почеток ќе се лета два пати во текот на неделата, за таа бројка во екот на туристичката сезона да се зголеми на 4 чартер летови. Јас предлагам тука да го погледнеме прилогот кој што го подготвивме. Со воден мост во форма на виножито, традиционална македонска закуска и торта за добре дојде, ТАФ Македонија ги пречека првите 189 холандски туристи кои оваа сезона ќе одмараат на Охридската ривиера. Холандските туристи очекуваат добра услуга, одлична храна, но и љубезни домакини. First time, yes. Јас сум по прв пат овде. Очекувам добра природа, добри и љубезни луѓе и добра храна. Yes, for the first time. По прв пат доаѓам во Охрид, очекувам љубезни луѓе и да уживаме во нашиот престој овде. I'm from the Netherlands. Јас сум од Амстердам. Мои пријатели беа овде на одмор, ми кажаа убави работи за Охрид и едва чекав да дојдам. Ќе одиме на параглайдинг и на сафари со магариња. And we hope to have a... Многу е зелено, имате многу убаво езеро и очекувам да имаме добар одмор овде. Ќе одиме на параглайдинг, нуркање и да видиме многу национални паркови. Од ТАФ Македонија потенцираат дека се задоволни што чартер летовите со холандските туристи проложуваат и оваа летна сезона 6-та година поред. За нас представува задоволство што меѓу патниците гледаме некои кои порано биле во Охрид, ги знаат убавините на Охрид и Македонија, но ги пречекуваме и оние кои се по прв пат и кои сигурно ќе имаат убав престој и ќе ги доживаат истите убавини кои Македонија ги има.
Топло добре дојде и пријатен престој на туристите им посака и градоначалникот на Охрид Никола Бакрачевски, кој притоа нагласи дека ќе продолжат напорите за привлекување што поголем број гости во Охрид. Ги уверувам сите присутни дека ќе го направиме најдоброто од нас, гостите во Охрид да се чувствуваат безбедно, а нивниот престој да помине незаборавно, со што на некој начин ќе представува и поттик да го посетат Охрид повторно. Генералниот менаџер на Фибула Air Travel Асим Меджедовиќ се надева дека ќе допринесат во креирање нови туристи кои ќе ја посетат Македонија. Оваа година ќе биде година каде што ќе ги подобруваме нашите услуги, нашиот третман кон луѓето кои што доаѓаат од Холандија и ќе ги кажуваме и ќе ги презентираме убавините кои што ги има Охрид, Охридското езеро и целата наша држава. Чартер летовите на релација Амстердам-Охрид-Амстердам почнаа денеска и ќе траат до 7 октомври. Се очекува оваа летна сезона до октомври да бидат организирани 156 чартер летови и Охрид да го посетат над 25.000 холандски туристи. 25.000 холандски туристи се очекуваат. На вистина огромна бројка ристе. Мене ме интересира, верувам дека е уште еден мотив на охриѓани да ги подобрат своите услуги, можеби да надоградат и нешто ново како услуга да понудат. Мене ме интересира што велат охриѓани, што велат граѓаните, како тие се подготвуваат за туристите, за пречек на овие туристи, а и другите кои што ќе најавиш дека ќе дојдат. Така, охриѓани се и веќе подготвени за холандските туристи. Холандските туристи имаат долга традиција на доаѓање тука во Охрид. Доаѓале уште во раните 80 и 90 години, па подосна со таа нестабилност по делбата на Југославија, тие престанале одреден период. Сега веќе од пред 6 години со напорите на владата на Република Македонија за субвенционирање на туроператорите да носат гости од Холандија, таа бројка се враќа и од година во година расте. Ако претходната година имавме некаде околу 20 најаве, за оваа година се најавуваат 25.000 холандски туристи. Така да охриѓани веќе се подготвени за холандските туристи, ги знаат веќе нивните барања што сакаат тие да доживеат тука во Охрид. Интересна традиција за холанѓаните е тоа што уште во почетоците кога доаѓале тие биле организирани сафари со магариња, ги носеле тука од кај местноста Горица па горе до Охридското село Велестово, од каде што се пружа прекрасен поглед на Охридското езеро на Охрид. Сега таа традиција уште продолжува, но селото Велестово е заменето со селото Куратица, кое нуди исто така одлични услови за развој на руралниот туризам. Како што кажав, се додаваат и нови содржини. Еве го имаме параглайдингот, нуркањето, све она што сакаат холанѓаните да видат, онај активен туризам да им се понуди. Така да и охриѓани и гостителските објекти се подготвуваат, ги надоградуваат своите хотелски капацитети, се со цел туристите од Холандија да имаат попријатен престој тука, да ги пренесат своите позитивни искуства и на своите пријатели, роднини, па таа бројка од 25.000 холандски туристи наредната година да порасне на 30 па на 35, зашто не и уште повеќе. Така е, дај Боже, се повеќе да расте бројот на туристи кои што ќе дојдат и ќе се запознаат со нашата убавина, она што го нуди Македонија. Кои се следните туристи кои што ви се најавени и веќе се подготвувате и за нив? За каков бизнис форум се подготвувате? Така, прво јас ќе продолжам со и наредните туристи кои треба да дојдат. Веќе на 13 мај е закажана и друг чартер лет со холандски туристи, но овој пат преку туроператорот TUI Arkefly. Веќе на 16 јуни е закажан и онај прв чартер лет од Томас Кук кој треба да носи гости од Белгија. Исто така во јуни е закажан и чартер летот од Белград преку Air Србија, кој што како што кажав и повторно ќе повторам, ќе донесе многу голем број на туристи во Охрид, така да оваа сезона ќе имаме рекорден број на посетеност од странски туристи, но не се само холанѓаните и од останатите земји на Бенелукс, тука се од соседните земји, од Русија, од азиските земји, од Германија, Полска, од Турција, така да е една голема разновидност на туристи. Сега јас би продолжил со на другото, Јована, што кажа за бизнис форумот. Во Охрид неодамна беше променето јавното улично осветлување, тоа беше извршено преку јавно-приватно партнерство со чешката фирма, како што и кажавме претходно во некој од нашите
јавување. Сега токму таа соработка отвори можност за организирање бизнис форум. Тој бизнис форум го најави чешкиот амбасадор во Македонија Мирослав Рамеш, кој кажа дека тој ќе се одржи во јуни во Охрид, го одбрали Охрид поради неговите убавини, поради тоа што е заштитен од УНЕСКО, а како што кажа тој, Чешка е светска велесила во заштита на спомениците од УНЕСКО. Градоначалникот Никола Бакрачевски пак се надева дека токму стварената соработка со јавното осветлување и оваа најава за тој бизнис форум ќе отвори можности за чешките компании да инвестираат во Охрид, но и охридските компании да соработуваат со некои чешки фирми и преку тој начин да се отворат нови работни места во Охрид. Предлагам тука да го погледнеме прилогот за бизнис форумот кој што ќе се одржи во јуни во Охрид. Се продлабочува соработката помеѓу општина Охрид и Чешката република. Веќе во јуни нашиот град ќе биде домакин на македонско-чешки бизнис форум. Целта на истиот, како што нагласи амбасадорот на Чешка во Македонија Мирослав Рамеш, е да се интензивира соработката помеѓу македонските и чешките компании кои се заинтересирани за инвестирање во Охрид. Рамеш вели дека го одбрале Охрид поради тоа што градот е под заштита на УНЕСКО. Ваш град е лепи град. Вашиот град е многу убав град и заслужува нешто посебно, а ова е добар импулс за понатамошна соработка. Веќе во месец јуни планираме да организираме бизнис форум овде во Охрид. Градоначалникот Никола Бакрачевски смета дека успешната реализација на проектот за јавното осветлување е поттик и инспирација и за други чешки инвеститори кои што имаат намера да инвестираат во Охрид во иднина да ја реализираат својата инвестиција. Ова е една можност за компаниите од Охрид кои што вршат сродни дејности или сродни услуги или сродно производство да остварат комуникации со чешките компании, да соработуваат со нив и секако да го развијат својот бизнис, односно локален бизнис тука во Охрид и со тоа да овозможат услови за нови работувања во градот Охрид. Општина Охрид и Чешка веќе имаат воспоставено добра соработка преку проектот за промена на јавното осветлување. Верувам дека и ти исто како мене сакаме да слушнеме повеќе за музеот за тутун во Прилеп, да дознаеме зошто е тој повтор во светот според вредноста на артефактите. Ајде да го испочитуваме за кратко колегата Дарко Штарговски, кој што одамна го немавме ни направи една мала пауза во Новоградот. Еве, добар ден за тебе, Дарко. Како е Прилеп? Прво кажи ми како сте прилепчани, па после да дознаеме што ни нуди и што има да се види во музеот за тутун, кој што всушност представува еден бренд на Прилеп. Да, Јована, добар ден до тебе и добар ден до сите гледачи на телевизија Нова. Како што кажа, кога ќе се спомене Прилеп, можеби првата асоциација што му доаѓа на човек, тоа е тутунот. И можеби тоа и не е далеко од вистината, затоа што Прилеп е надалеку познат во светот по производството на квалитетен тутун. Исто така, друга работа по која што е познат Прилеп е поврзана исто со тутунот, а тоа е музеот за тутун. Се надевам дека гледачите ќе имат можност да видат од инсертите кои што претходно ги пративме, дека станува збор за вториот музеј во светот според вредноста на неговите артефакти. Тука се поставени во тие витрини експонати од буквално целиот свет, кои што се собирани во текот на неколку децении. Секој експонат изложен во тој музеј си има своја приказна. Но пред да преминеме на таа приказна, која што ќе ни раскаже нашиот соговорник кустосот Александар Цветковски, да наведам само неколку факти кои што дел од гледачите можеби и не ги знаат, а тоа е дека жителите на Европа за прв пат доаѓаат во допир со тутунот во 1494 година, односно откако Колумбо ја открил Америка. Тој таму за прв пат видел како индијанците пушат тутун и ги нарекувал луѓе оџаци. А за прв пат јавно пушење на тутун во Европа се случило во 1506 година на градскиот плоштад во Севилја од страна на свештеникот Фра Рамон Пане. За тој негов чин свештеникот бил казнет од страна на инквизицијата на 7 години затвор. А пак за да абсурдот биде уште поголем, кога излегол тој, веќе цела Европа на голема пушела. Господине Цветковски, ова е мал дел кој што вие им го раскажувате на туристите кои ќе дојдат во музеот. И навистина тутунот е еден феномен на абсурдот, кој што оставил длабоки траги во минатото, но и во развојот на сегашноста.
Вистина е, тутунот од самите почетоци бил затоа што Колумбо не го видел тутунот, тој барал злато и не го видел тоа жолто злато, додека сите негови морнари се навлекле на пушење тутун джвакање, го триеле по непцата, правеле од него чаеви и првото име на тутунот бил Herba medicus, лековита трева. Денес тутунот кажуваме дека убива од рак, а во тоа време луѓето ги лечиле сите познати болести со помош на тутунот. Прав феномен на абсурдот. Така почнале да го пишуваат во книги, во тие лечебници и ние имаме првата сериозна книга за тутунот од 1626 година, Табакологијата од Јоханес Неандер, која издал во Бременската република. Тој тука пишува дека тутунот е панацеја, лек против сите можни болести. Дури и рускиот цар Николај Романов имал рецепт од докторот да пуши што повеќе може за да се излечи од болки во градите. Исто така го знаел докторот дека тутунот е лековита трева, дури имал и специјален чибук од кој пушел, кој бил направен во Ливно, го имаме во музеот и по тоа е музеот доста познат. Тој чибук му го купила неговата љубовница од Виена и тој пушел од него затоа што е тој апотропејска заштита и штител од демони на болеста. Така, тутунот е навистина смешен од секоја гледна точка, но исто така е на многу битна споредна работа, бидејќи ги полни државните каси, прават кампањи против пушењето, од друга страна го молат Бога државите да се пуши што повеќе, бидејќи ги полни државните каси, не? Во светот имаме држави кои што немаат устав, но мора да се има закон за тутун. Точно е, и тоа судбина ја делат од 1594 година, кога сер Волтер Рајли ја открил Америка. Ние имаме Лула од 1700 година, точно тој пушачки клуб, и тој ја открил Вирџинија, донел тутун во Англија, многу се збогатил, но ништо не научил во суштина, бидејќи на царицата и наплатил една кладба и зел пари, и тоа не го преживеал во 1600 година. Заради тоа, кралицата ја организирала првата кампања против пушење и ја издал незиниот лекар книгата Мизокапнус, така што Рајли бил колатерална жртва и бил обесен. И тогаш испушена е последната лула под бесилка. Од тогаш има обичај на осудениците на смрт да му се дава да испушат последна цигара, последното нешто што го направиле во животот. Ден денес, ако некој ви рече Рајлиева лула или Рајлиев разговор, тоа значи дека сте аут, ве бркаат од политичка партија, ве сменуваат од функција, значи тоа е онај последен мачен разговор кога ви кажуваат дека едноставно не играте повеќе. Колку артефакти можеме да најдеме тука во музеот за тутун, од каде се собирани и во колкав временски период? Почнато 1972 година, кога тогашниот директор на музеот Бошко Бабич, кој го водел, значи, сликарскиот симпозиум, пратил илјадници писма во светот. Тајната на овој музеј е многуте пријатели на Прилеп. Бошко околу 20 години пред тоа организирал 3 ликовни симпозиуми во Прилеп, пластика во мермер, пластика во дрво и сликарска колонија, и луѓето како непознати студенти иделе од цел свет овде, се им било бесплатно, но во меѓувреме тие станале некои нешто, некој се прославил како Пол Клеман, Пол Антуан, Нобиабе, Сергеј Кокошка, и сите тие луѓе подоцна му се нашле на Бошко 1972 година кога ги барал експонатите низ светот. Некои му праќале писма, а некои едноставно ги купиле, биле богати и дошле овде да се потсетат на младоста кога биле во Прилеп. Така е направен и првиот фонд на овој музеј. Значи многу мудро. Ако се плаќало со пари, малку тешко да сте го набавеле. Сепак потрошени се околу 6 милиони марки во тоа време за првиот фонд на музејот, и потом е развиван до 78 година, затворен е музејот тогаш, и во 1994 е повторно отворен, и ние секоја година, скоро секоја година, набавуваме нови експонати од светот, имаме проекти од Министерство за култура со кои го обогатуваме фондот. Еве овде, да речеме, во самата канцеларија има на стотици експонати кои се купени последниве 2 години. Купната бројка на експонати колкава е? Кои што се наоѓаат и во витрините и во депото? Ако ја земеме вкупната бројка и оние хартиени експонати, ги имаме на 12.000, но ако се земат само оние тврди експонати и вредни, имаме повеќе од 4.000, и по тоа мислам дека и музеот во Бержерак го надминуваме. Тој има уметнички слики и кибрити, но ние имаме многу лули од познати иматели во светот, кои се општо познати или во кулуарската или во вистинската историја. Еве да кажеме на гледачите за некои познати артефакти, односно лули, чибуци, табакери кои што се наоѓаат тука во музеот.
Па прво кажавме за лулата, за чибукот од Николај Романов, кој му го купила Красовска, неговата љубовница. После тоа може да се каже за чибукот од испосникот од Солун. Многу познат, како што ние с него имале десоецот, таму постоел еден испосник, кој исто така прорекувал и направена е прекрасна лула од слонова коска. Исто така може да се спомне лулата на Ана Колум Казанова Хабсбург, која е позната како убиец на генерали или женски Дон Жуан во Европа. Дедо е Джакомо Казанова инаку неја, и таа убивала затоа што имала сифилис. Била, значи, во кулуарската историја се споменува многу. Лула ја имаме тука во музеот? Да, апсолутно, во музеот ја имаме. Мислам дека таа е едно од најпознатите експонати за пушење на светот. Потоа имаме кримската лула, која е користена после руско-турската војна на преговорите во Балаклава, кога сакале турците да ги извадат од преговарачка позиција турците, и заради тоа ја направиле лулата со ликот на Селим II, но му ставиле англиски мустајки и њушарска капа. Се разбира, предходниот ден во вестник излегло дека турците се кои њушари на британците и овие толку биле изнервирани во самата сала што го подпишале најлошиот договор само да се појдат што побрзо. После ја имаме лулата Ел Падрон, која му припаѓала на Зино Давидов, првиот индустријски плантажер на тутун на Куба. Тој го измислил и растењето на тутунот под чаршафи и толку многу се опогатил што на Куба го викале Ел Падрон, дури ни гувернерот не можел да донесе одлука без него. После имаме Кембеловата лула од свештеникот Кембел, кој во 1630 година венчал католик и протестантка и затоа бил обесен. Значи, тој ја испушил последната Кембелова лула. И денес символизира, кога ја раскинувате љубовната врска, тоа се вика Кембелов разговор. Последниот разговор со девојката кој го имате. После тоа имаме табакера, една многу вредна, единствена, мислам дека е на светот, може би има уште една во Шпанија, од вториот Колумбов поход од 1494 година. И му припаѓала на браќата Пинзон. Многу е интересна, таа е чиста документаристика, таа табакера, бидејќи на неа има таблици со кои може да се прерачунуваат тежински мерки, да се претворат од шпански во британски или во арапски. Исто така може да се пресмета колку денови е морнарот на море и во која прилика на кој светец треба да му се моли. Тука се ликови од кардинали, папи. Таа е последен пат гравирана во 1497 година, кога бил веќе последниот четвртиот Колумбов поход. Исто така ги имаме лулите од познатите куртизани, како што е била Жаклин, позната како ле киртизан ноблес, куртизаната благородничка, која убивала уметници, како што она убивала генерали, имала сифилис и се уште во тоа време сифилисот не се лечи, па Кутриот Климта исто така завршил како и овие господа други. Исто така го имаме чибукот од Ралица, прекрасна бугарка која била љубовница на Андропов, додека овој бил шеф на КГБ. Морала да биде со него, затоа што брат ја бил во Сибир, го држала во живот. Ги имаме цигаретите кои ги добивале сојузничките војници кога се искрцувале во Нормандија, кога го правеле мостобранот, специјално заштитени со восочен на хартија. Планерите повеќе време потрошиле како на војниците да не им се наводенат цигаретите, отколку што како да ги пренесат провијантите во самиот напад. Исто така имаме табакери од Тула кои никогаш не си го нашле својот газда. Го имаме најпознатиот чибук на светот, познат како проклетството на племеното Темне од Сиера Леоне. Така британците дознале дека таму има дијаманти, заради шаманот кој многу сакал да се фали, па се покажал со тој чибук кој има очи од дијаманти, се пофалил дека насекаде ги имаат тие камчиња. И така, значи, до оние чибуци за уживање опиум, до првите кибрити, пиромагнетични германски кибрити, приказните околу тоа, многу скапите, многу познатите слики од Никола Славин, Константин Подушкин. Значи, музеот е многу скап и вреден. Ви благодарам на оваа детално објаснување за сите артефакти во музеот во интерес на времето. Јована, дали имаш некакви прашања за нашиот гостин? Навистина многу интересни приказни. Особено мене ми го задржа вниманието, јас прв пат ги слушам, можевме да видиме и од инсертите што има всушност внатре во музеот. Верувам дека овие приказни ги гепсуваат туристите кои ќе дојдат таму. Мене ме интересира само за крај, слушнав дека многу туристи доаѓаат. Од каде доаѓаат најмногу туристи? Кај се наоѓа музеот? Може ли лесно да се најде во Прилеп?
Да, музеот се наоѓа веднаш на излезот од Прилеп на патот кон Македонски Брод, после населбата Варош и е сместен во Институтот за старословенска култура. Него секоја година го посетуваат илјадници туристи и од Македонија, но и од странство. Господин Цветковски, што е она што најмногу ги интересира туристите кога ќе дојдат во музеот? Па ги интересираат пред се приказните. Музеот е така правен да биде музеј на приказни. Уште од почетокот Бошко Бабич не сакал тоа да биде некој досаден музеј како другите што ги имаме археолошки или сето што е ископано од земјата, туку сакал да биде интересен и да привлекува туристи. Каде се доаѓаат туристи? Туристи од цел свет доаѓаат, музеот влезе во Ле Пети Футе, во Здачите, во Брат, во Космос и луѓето со книжето в раце идат и бараат да дојдат. Порано имавме и повеќе организирани посети, како што имавме огромни, значи посети со месеци од Израел, од Холандија имаше, Германија, многу доаѓаат исто така гости кои се на тутунската индустрија, бидејќи знаете, тутунската индустрија за да ја покаже благосостојбата, а не смее да се рекламира, мора да држи вакви скапи музеи. Сега овај пат државата им го држи нив волот, така да кажам, и државата го финансира ова, а тие сепак можат да се пофалат дека имаат така светски музеи. Значи од цел свет доаѓаат луѓе. Ви благодарам. Јована, и како што почнаваме, така и ќе завршиме, како што кажаме, тутунот е навистина еден феномен на апсурдот и тука би завршил со една хумористична реченица за тутунот, а тоа е дека оној народ кој пуши не мора да се грижи за својата иднина, затоа што ја нема. Јована? Дарко, ти благодарам, ништо не ми останува да додадам. Благодарам многу Дарко Штарговски, ни се јави од Прилеп, од вториот музеј во светот, според вредноста на артефактите, музеот на Тутун во Прилеп. Се надевам дека вас интересиравме, дека ќе одите во Прилеп да го посетите. А сега направете мала пауза заедно со нас, па ќе одиме до Охрид. Цевитана за обичните суперхерои. Од сега во ново пакување. Витаминка. Повеќе од 20 години ние го обновуваме минатото. Ние ја градиме иднината. Трансмет. Генатурал 3 во 1. Во една капсула храна, кислород и енергија. Мојот избор е Генатурал. Ристо Нековски е со нас од Охрид. Охриѓани веќе ги гостуваат, холанѓаните ги очекуваат и чешки туристи, но утре ги очекува еден интересен настан. Ајде да го најавиме тој настан, Ристе, како ќе биде утре одбележувањето на денот на Дрим? Така е, и во ова второ вклучување од Охрид ќе продолжиме со убавите вести од Охрид. Како што кажа и ти, ова на утре се одбележува денот на реката Црн Дрим, нешто што не е само Охрид засегнат, не е само Македонија засегнати се Албанија и уште други 3 земји. Значи реката Црн Дрим опфаќа 5 земји кои што се засегнати токму од овој значаен воден ресурс. Токму така утре ќе биде одбележан денот на реката Црн Дрим. Таа акција е дел од ГИФ проектот овозможување прекугранична соработка и интегрирано управување со водните ресурси во поширокиот слив од реката Црн Дрим. Одбележувањето ќе биде на самите извори на реката Црн Дрим кај местноста Свети Наум, каде што ќе се одржат многу дебати за заштитата на Црн Дрим, неговото значење. Ќе присуствуваат голем број еминентни гости, експерти од таа област и очекуваме да произлезат некои конкретни резултати. Ние ќе го следиме овој ден, па ќе ве известиме во наредните јавувања. Сега за ова јавување само ќе го најавиме прилогот кој што го подготвивме, со кој се активности ќе се одбележи денот на реката Црн Дрим.
На 5 мај оваа година со низа активности ќе се одбележува денот на реката Црндрим. Организатор на настанот е еколошкото друштво Грашница, а оваа акција е дел од ГЕФ проектот овозможување прекугранична соработка и интегрирано управување со водните ресурси во поширокиот слив од реката Дрим. Прославата е во рамките на Дримскиот ГЕФ проект за овозможување прекугранично интегрирано управување со поширокиот слив на реката Дрим, кој опфаќа 5 земји: Македонија, Грција, Косово, Албанија и Црна Гора. И всушност ова е продолжение на една започнатата традиција пред 2 години, кога во Струга беше одбележан денот на Дрим, а оваа година денот на Дрим ќе го одбележиме во срцето на Светинаумските извори, со почеток во 10:30 часот во комплексот Свети Наум. Над 25 учесници ќе земат учество во овај настан, кој оваа година ќе биде под мотото во срцето на Дрим, река на жива вода. Целта на настанот е да се идентификуваат сите проблеми кои што се однесуваат на сливот на реката Црн Дрим, односно квалитетот на водите, биолошката разновидност и предлози за изнаоѓање решенија, односно подигнување на јавната свест на локалните заедници и на поширокото население во однос на значењето на реката Црн Дрим. Акцијата започнува со организирање на акција за расчистување на крајбрежниот појас и плажата од паркинг просторот па се до вливот на реката Црн Дрим. Потоа продолжуваме со организирање на јавна дискусија со учество на експерти на тема зачувување на биолошката разновидност на Светинаумските извори, на Охридското езеро и пошироко во сливот на Црн Дрим, со јавна дебата на која што учество ќе земат експерти, представници од институции, од невладини организации, граѓански друштва. Акцијата ќе продолжи со едукативна прошетка со кајчиња во изворите на реката Црн Дрим и наблюдување на птиците и другиот жив свет во реката, кој е во зоната на строга заштита во Националниот парк Галичица. Слични вакви настани ќе бидат организирани низ целиот Дримски слив во сите 5 држави. Ристе, повеќе детали утре на самиот настан, директно вклучување од вас, се разбира, ќе очекуваме. Ајде да дадеме посебно внимание на првиот фестивал кој што ќе биде организиран во Охрид, прв фестивал од таков тип во Македонија, станува збор за фолклорна бајка, така наречен. Ќе ти оставам минути тебе, ти да го најавиш и да ги кажеш сите детали. Нема да се мешам, навистина сакам да обрнеме големо внимание на овој фестивал. Повели. Токму така е ова, за прв пат оваа година се одржува фестивалот Фолклорна бајка, како што кажа, единствен од ваков вид, каде што најмладите преку песна ќе ја негуваат онаа стара македонска изворна песна. Фестивалот ќе има хуманитарен карактер, односно собраните средства ќе бидат наменети за 5-членото семејство на Благојче Ставревски од Лесковец, кои што живеат во едни субстандарни услови, па тука би ги повикале сите граѓани охриѓани, но и од останатите градови тука околу градот Охрид да дојдат на овој фестивал, бидејќи 100 денари колку што чини влезницата, можеби за нив нема да значат, но за ова семејство ќе значат многу. Како што кажа, фестивалот е прв од ваков вид, најмладите ќе ја негуваат македонската изворна песна, а по тој повод ќе разговараме со мојот денешен соговорник, уметничкиот директор на фестивалот Фолклорна бајка, Наум Ѓуклевски. Ѓуклевски, ајде, кажав јас дека ќе фестивалот прв од ваков вид, најмладите ќе негуваат македонската традиционална изворна песна. Може да ни кажете зошто се одлучивте на еден ваков фестивал? Која беше целта за да започнете со ваков фестивал? Прво, добар ден, да се заблагодарам за поканата за да гостуваме во вашата телевизија, да ги поздравам сите гледачи на ТВ Нова. Идејата беше да се врати старата македонска изворна песна, да се врати до најмладите, значи најмладите да почнат да ја негуваат и да ја едноставно да ја соживеат, за да може понатаму, значи колку што може таја да допира до дечињата, до најмладите. Знаеме дека во последно време македонската изворна песна некако како да е подзаборавена. Дали очекувате дека ќе ја врати и ќе ја продолжи традицијата на она македонска изворна песна која што имаме и која што е, можеме да кажеме, многу убава? Па вака, прво сакам да се заблагодарам на многу наши подкрепувачи, да речем. Таа идеја ја препозна многу македонски уметници, многу стопанственици, многу од медиумите, значи застанаа за нас, не подкрепија со оваа идеја и се надевам дека
ова нема да биде единствено нешто кое што ќе се случува во Македонија. Се надевам дека ова ќе биде само, да кажем, само почеток на повеќе вакви настани кои што ќе се, да кажем дека мора да се промовира колку што може повеќе македонската музика, колку што може повеќе медиумите да ја промовираат, за да може младите нормално да имаат каде да ја слушнат, да се случуваат повеќе вакви настани, за да може, пак викам, да допре до нив, едноставно да ја засакаат. Иначе точно е дека во последните неколку години, значи, се случува нешто кое што не треба да се случува во Република Македонија, значи треба да колку што може повеќе да се пушта македонска музика. Сега може да ми кажете зошто токму најмладите, зошто не некои веќе реномирани пејачи да ги пеат тие песни, зошто најмладите? Па веќе во Македонија има, да кажам, повеќе фестивали каде што ја негуваат професионалци таа музика, таму се работи повеќе за авторска, значи авторска музика која што нормално е со корените од таа изворна наша традиционална македонска музика. Идејата беше, пак викам, да допре до најмладите да ја засакаат таа наша изворна македонска песна. Да, оние што доаѓаат, тие да ја продолжат веќе и како што растат да ја негуваат се повеќе и повеќе. Колку учесници ќе има и кои песни ќе бидат опфатени овака накратко? Уште еднаш ќе морам да потенцирам, значи интересот беше многу голем кај дечињата. Ние избравме за оваа година 11 учесници. Фолклорна бајка, значи, не е само песна, фолклорна бајка ќе биде и фолклорни танци, ќе биде и фолклорна храна. Сакам да кажам, значи, ќе има и традиционална храна. Значи, целиот тој пакет вреди да се види. Јас ги поканувам сите кои што се заинтересирани во Дом на култура во Охрид, значи на 8 мај да дојдат и да го проследат. Тој навистина бајка ќе биде тој настан. Сега јас кажав нешто, дали може вие уште нешто накратко, дека овој ќе биде хуманитарен карактер ова фолклорна бајка. Па ние решивме да бидеме дел од иницијативата да се помогне на семејството Ставрески од Лесковец, значи сакаме навистина да учествуваме во такви хуманитарни акции. Сепак се работи за нешто, значи за нашиот фестивал работа со дечиња, значи секогаш хуманоста ни е на прво место, да. Јас ви благодарам за вашиот разговор, ви посакувам успешно издание и уште долги години овој фестивал да обстојува, да расте, да ја промовира македонската изворна песна не само во Македонија, туку и надвор од пошироките граници во светот. Благодарам. Јована, ето, слушнавме нешто повеќе за деталите за оваа фолклорна бајка која ќе се одржи на 8 мај во Центарот за култура. Јас ќе спомнам уште еднаш, таа истата е од хуманитарен карактер. Би ги повикал сите граѓани да дојдат да присуствуваат, ето како што слушнавме, ќе уживаат во македонската изворна песна, во македонските традиционални игри, македонската традиционална храна. Влезот чини само 100 денари, средствата се од хуманитарен карактер, ќе бидат наменети за петчленото семејство на Благојче Ставрески од Лесковец. Охриѓани многу пати, во многу случаи ја докажале својата хуманост. Верувам дека и овој пат ќе биде така. Некому 100 денари не значат многу, но за семејството Ставрески ќе значат и тоа како да се врати детската радост во нивниот дом. Јована? Ристо, ти благодарам. Еве и јас еден апел до сите граѓани, ако ги води патот викендов према Охрид во недела во Дом на културата да го посетат овој фестивал, и се согласувам дека со вклучување на најмалите само така може да се зачува традиционалната изворна македонска народна песна. Ти благодарам, Ристо, ти посакувам убав ден, гледам дека полека и сонцето ви изгрева, се надевам дека ќе имате убав и сончев ден во Охрид. А сега одиме во Струмица на улица. Лео, ти пак гледам дека пиеш кафе без мене, ама ајде, добро. Конечно сме во Струмица на улица. Можеме да видиме и што се случува веќе во 9 часот и 30 и некоја минута надвор, како живее Струмица. Ти оставам да ни го откриеш клучот на успешен ден. Велиш дека важен е почетокот за да имаме успешен остаток од денот. Ајде да дознаеме што е важно, што треба да се конзумира секој ден.
Така е, Јована, добро утро на вас во студиото и добро утро на сите гледачи на телевизија Нова. Ние се наоѓаме во Струмици и како што најави почетокот на денот, односно крајот го краси делото. Во овој случај ние зборуваме за тема исхрана и што точно треба да појадуваме за сите оние што во 9 часот и некаде околу 40 минути досега не го конзумирале својот оброк, својот доручек. Нека не послушате и нека обрнат внимание, затоа што денеска во вклучување во ново во градот на телевизија Нова зборуваме со Рената Галасков Василев, нутриционист. Добро утро, Рената. Ти благодарам за ова гостување на телевизија Нова и во емисијата Ново во градот. Да започнеме најпрво. Што мислиш за пирамидата на исхрана? Дали таа е добра или ти предлагаш нешто ново? Дали треба да се придржуваме кон неа? Добро утро на сите гледачи кои се љубители на здрав начин на живење и на здраво исхранување. Мило ми е што учествувам во ова емисија и во кратки зборови, ако може да пренесем нешто интересно, може за некого ќе му се најде како добар совет за здраво живење и подобрување на нашето здравје. Значи, што се однесува за пирамида за исхрана, јас прегледав многу пирамиди за исхрана, прегледав, бидејќи потекнувам од Полска, што се говори во Полска за пирамида за исхрана, исто така македонска пирамида за исхрана го анализирав, америчка исто така и уопште ни една пирамида не ми се допадна на мене. Затоа што мислам дека сите тие пирамиди фактички не лажат. Значи, кажуваат полавистина, може така да кажеме. Значи, се доста коригирани. Значи, кажуваат дека треба да се јада повеќе зеленчук, што е вистина. Треба да се јадат ладно цедени масла, се веќе прифаќа и јадење на јајца, се одобрува јадење на јајца, значи има многу работи што се коригирани, што се променети и согласни со современи научни испитувања. Меѓутоа, јас најмногу не би се сложила со тоа што кога кажуваат дека треба човечката исхрана да биде базирана на интегрални житарици, тука е полавистина. Значи, не сите интегрални житарици се поволни за нашето здравје и пред се би сакала да укажам на огромна штетност на пшеница, која веќе нема ништо заедничко со пшеница кога консумиравме пред многу години, значи пред многу децени. Се повеќе и повеќе преовладува веќе пшеница генетички модифицирана, која може да се смета како опасен отров за човечкото здравје. Многу ретко може веќе да се најде старо семе на пшеница и тоа е подценувано, бидејќи нема толку убав изглед и може не се праве толку убави производи пекарски, како од таа пшеница генетички модифицирана, но тоа може да се каже една генетичка измама за човекова исхрана, која не привлекува со тоа што производ направен од пшеница е многу мек, многу вкусен и дури мислиме дека као да се ствара впечаток као да не можеме да почнеме денот без некоја кифла, без некој друг производ што е направен на база на пшеница. Фактички, посебно сам приметила дека македонци доста традиционално се поврзани со пшеница. Значи, многу нивни традиционални храни се базират на пшеница. И колку да е таа пшеница необработена индустријски, значи прехрамбено, значи да тоа биде цело зрно, ипак самиот факт што тоа е пшеница генетички модифицирана, она веќе не се квалификува за правилна нега на нашето здравје, а токму обратно го доста сериозно наштетува нашето здравје.
Значи, Ако да додадам само, вие велите дека пекарската индустрија оди на таа карта, игра на таа карта да повеќе е декорација, да бидат примамливи за купувачите. Да. А имаме контраефект на штета, односно правење на штета на телото. Сакам да додадам уште нешто да те прашам, кога веќе зборуваше за пирамидите на исхрана. Велите дека секоја националност, наведивте некој, создава своја самостојна пирамида на исхрана. Колку калории треба ние дневно да внесуваме за нашето тело да направи некој баланс? Значи, стандартно се кажува дека минимум треба 1200 калории да внесеме за да обезбедиме значи, за најосновните физиолошки потреби за нашиот организам. Меѓутоа, јас со тоа уопште не се слагам, ние да бројаме калории и да сме заробленици на калории, бидејќи ако само гледаме на калории, ние токму може да направиме една основна грешка за нашето здравје и да направиме поголема штета на нашето здравје, затоа што и нискокалорични продукти може да бидат многу штетни. Значи, не е работа за да не внесуваме, да пазиме на калории, колку внесуваме калории, него да внесуваме квалитетни намирници. Пред се тие намирници да бидат природни. Од природно потекло, да бидат пуне вистински нутриенти, значи да имат основни минерали кои ни се потребни за основни физиолошки потреби, да имат витамини и други нутриенти кои го закрепнуваат нашето тело и градат имунолошки систем. Така е, ние сме некаде околу 9 часот и 45 минути. Струмица се буди, студио, како што можете да видите, луѓето се раздвижуваат. Моето следно прашање е поврзано со тоа што треба наутро ние да внесуваме во организмот за да имаме подобри и поенергични утро. Кој е вашиот совет? Дали да внесуваме протеини, јаглехидрати, масти или во секој организам различно? Значи, така, јас би препорачила пред се да стануваме, значи наш ритам на живење да биде согласен со природен ритам на живење, значи да стануваме со изгрев на сонце, што мислам во денешно време е доста тешко тоа да се оствари, но ако сакаме на вистина да негуваме здравје, тоа треба да го правиме. Да стануваме со изгрев на сонце, барам едно 15 минути. Мислите рано наутро? Да, рано наутро, да. И тогаш, ако, например, и не може во зимски период, не може да гледаме изгрев на сонце, бидејќи небото е доста тмурно, меѓутоа е многу важно ние у тоа време, или во близина на тоа време некаде, да почнуваме денот, и може едноставно да отвориме прозор, да длабоко дишиме воздух и тоа е една убава релаксација и еден убав почеток за денот. После, исто така е многу добро да попиеме чаша, значи само што ќе станеме да попиеме една чаша природна вода, тоа фино го прочистува дигестивен систем и започнува убаво денот. Затоа што вода не само што прочистува дигестивен систем, него вода е енергетски покренувач на сите физиолошки процеси во нашето тело. Ние не сме свесни колко голем благодет за наш организам е токму водата. Значи не мораме да бараме посебни некои хранливи субстанции кои ќе изобилуваат со многу витамини и минерали. Пред се треба да се загрижиме за квалитет на вода која пиеме. Значи, добро е да пиеме изворска вода, ако имаме таа могучност. Ако немаме, може нашата вода да оплемениме. И постоја многу начини на оплеменување на наша вода. Може да ставиме зелена глина и во вода. И таа исто така ќе биде веќе оплеменета природна вода, која може слободно да ga пиеме. Кога сме веќе кај исхраната, што треба да конзумираме најпрво? Дали некаде може да се прочита дека јаболкото е најдобар антиоксиданс за утрото? Добро, јаболко. Да, јаболко е доста добар природен. Ако е природен, значи хранлива субстанција, овошје содржи многу витамини, пектини кои фино влијаат на нашето варење.
Меѓутоа, јас, например, би повеќе предложила овошје киви, кој е, мислам, дека далеко по-квалитетно, по-содржајно и по-племенито за нашиот организам. Кива, мислам дека не се третира толку многу хемиски, дека е многу по-природна во споредба со јаболко и содржи многу важни нутриенти кои навистина многу добро влијаат на нашето здравје. Значи, содржи фолна киселина, содржи витамин С, изобилство од витамин С, содржи многу полифеноли, содржи исто така витамин Е, витамин К, сите минерали, значи богат извор на минерали, на калиум, магнезиум, калциум и други важни минерали за нашиот организам. Содржи исто така многу фолна киселина која е битна. Пред се содржи и полифенолни соединења кои се како природни антибиотици, а полисахариди фактички имат таа способност, голема способност на регенерација на белковини, а посебно дури имат способност да регенерират ДНК, значи оштетено ДНК. Значи токму тука ќе можеме да направиме кратка пауза. Како што најавивме, водата, како што најави мојот гостин, водата игра голема улога во правилната исхрана и работата на организмот. Сега предлагам од Режа да го погледнеме, да ја погледнеме кратката изјава за тоа што мислат фитнес тренерите, колку и што треба да се јаде во овој период доколку спортувате. Затоа што знаеме дека исхраната поврзана со спортувањето може да резултира или на телото да му донесе големи придобивки. Предлагам да ја погледнеме изјавата. Вака, претежно во овој период, значи, така кажам, пред се препорачува здрава исхрана. Значи, исхрана која што содржи многу малку масноти, храна која што е претежно варена, да не е пржена храна, храна која што е од растително потекло, храна која што ќе има поголемо количество протеини отколку јаглехидрати, мада зависност од нели од вежбите и од личноста која што вежба и што му е потребно организмот или што има во план предвидено во овој период. Значи, али у секој случај, значи секоја личност која што и вежбала и не вежбала, мислим препорачуваме, значи, да користи храна здрава, пред се, значи со ниски масни вредности и храна која што едноставно ќе му дава свежина на организмот, кој што ќе има енергија, а нема да се качува голем број на калории и килажи со однесување на храна. Добро, еве ти како активен овде, како спортист, спомни им на гледачите колку е битно да конзумираат вода при вежбањето. Да, водата е многу голем битен фактор за конзумира, бидејќи телото дехидрира, со тоа е потребно да се внесува поголемо количество на вода. Водата е нели знаеме и колку повеќе вода примаме во организмот е поздрав, бидејќи се прочистуваат, се врши по еден начин детоксикација на самиот организам и сврляње сите токсини кои што ги примаме преку храна или некој сокови или некој чај или се без разлика што внесуваме во организмот, се врши детоксикација на организмот, со што е значи многу полесно да пиеме течности, во овој случај вода, и е препорачано негде значи медицински од 3 литра вода дневно минимум, па нагоре колку може, прилика до 5 литра вода. Лео, како што можевме да слушнеме и од нутриционистот Рената, а и од фитнес тренерот, клучот е во водата, во сушност. Што повеќе вода, што повеќе таа течност, да не бараме ништо посебно. Така, студио, сега ќе се навратиме на прашањето што го не го постави од студиото, е тоа дали водата, иако знаеме дека поголем дел од телото се состои од вода. Да. Рекоте дека водата дава големи придонеси за организмот. Да. Како може ли да ми објасните накратко како водата е процесот на придонеси? Дали кога конзумираме повеќе вода, значи имаме поголемо варење на исхраната, дали исхраната е поврзана со водата? Значи, се смета дека всушност вода е највистинска храна за нашето тело. Живот на земјина топка почнува од вода. Значи, во водна средина, а и до ден денес, фактички човекот почнува да се развива пак во плодот, се развива пак во обвивка од вода.
значи во средина водна. Значи вода е неопходна средина за сите физиолошки процеси. Фактички се смета вода како еден мотор енергетски кој покренува физиолошки процеси, регенеративни процеси и сите физиолошки процеси во нашиот организам. На варењето на храната. Дали доколку пиеме повеќе вода пред или после појадокот добиваме побрзо варење на храната? Значи, треба да пиеме вода без да га мешаме со храна, да оставиме она да деува сама. Значи, не треба да мешаме вода и храна, затоа што тогаш ни храна се варе, ни па имаме тај позитивен ефект на позитивно дејствие на вода на нашиот организам. Не треба да мешаме вода и храна. Тоа е, значи, треба да третираме како вода како посебен вид на храна, фактички. Кога пиеме вода, да оставиме тај организам едно барам пола сат пред јадење, да действува само вода. И тогаш ќе осетиме вистински благодет од вода. А ако мешаме вода, храна, ни од храна имаме корис, ни од вода имаме корис. Значи повеќе штета прави. Некаде има прочитано дека доколку во текот на појадокот, значи појадуваме и пиеме вода, имаме забавување на работата на метаболизмот. Да, тогаш обратен ефект. Обратен ефект. Да, Студио, дали имате уште некоја прашање или тука ќе биде крајот на низата совети што ги добивме од нутриционистот Рената? Лео, ти благодарам, навистина интересни совети добивме од нутриционистот Рената. Мене ми е особено драго што јас и мојата екипа, утринската екипа на телевизија Нова, стануваме многу рано, значи клучот за успешен ден е токму тоа, стануваме со изгрејсонце, дури некогаш токму за вас гледачите да ги обезбедиме најновите информации, да се подготвиме, да бидеме со вас со најинтересните настани. Се надевам дека ви го задржа вниманието. Сега ве препуштам на мојот колега Иван Лазаров и останете на оваа фреквенција.